Организација на судскиот систем во РСМ, судската власт во нашата држава ја вршат судиите. Својата функција ја вршат врз основа на уставот, законите и меѓународните договори како самостојни и независни органи. Судскиот систем во РСМ го сочинуваат само редовните судови. Вонредните судови се забранети. Судската власт во РСМ ја вршат основните судови, апелационите судови, управниот суд и Врховниот суд на РМ. Основните судови се формираат на подрачје на една или повеќе општини или судат во прв степен. Апелационите судови се основаат за извршување на обврски основни судови и имаат одлучување во втор степен. Во РМ има 4 и тие решаваат по жалби за судот на надлежност и одлуки основни судови од своја надлежност и други работи определени со закон. Владата е орган на извршната власт, составен од министри на одделни управни ресори и дрка лица, кои се нејзини членови. На чело на владата се наоѓа премиер или председател на влада, прв министер. Владата ја спроведува внатрешната и надворешната политика на државата и се грижи за нејно спроведување. 6. Надлежности на владата. Извршување на закони и други прописи кои се донесени од страна на собранието. Владата има нормативна надлежност, во областа на надворешната политика. Владата утврдува начела за внатрешна организација. Утврдува јавен обвинител, врши именување и разрешување на носители на јавни и други функции, утврдени со закон и устав. Избор и одговорност на владата на РССМ. Владата на РСМ се избира од страна на собранието на предлог од мандатар во рок од 10 дена. Председателот на државата е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието, мандатот за состав на влада го дава на оној кандидат кај што има мнозинство во парламентот. Мандатарот е должен во рок од 20 дена да ја состави владата и да го контрола врз работата на владата вршат извршната власт преку извршни органи, интерпелација и гласање за недоверба на владата. Уставните начела на судството се делат на две основни групи. А. Начела кои се однесуваат на организацијата на вршењето на судските функции. Б. Начела кои се однесуваат на материјалната база на судската функција, а се однесуваат со некои индивидуални и колективни права. Во првата група спаѓаат независност и самостојност на судската функција, легалитет и јавност во вршењето. Начелото на самостојност е содржано во амандманот 25 од Уставот на РСМ. Тоа значи дека никој не смее да се меша во работата на судиите или пак да прецртано да донесува одлуки наместо судиите. Начелото на легалитет значи дека судиите можат да се отстрануваат и укинуваат само врз основа на закон, а не и на други причини. Најосновен број од начелата за судството спаѓаат во втората група, а тоа се: начело на учество на граѓаните во судството, преку функционирање суди и поротници на суд, кои имаат се обезбедува вистинска демократија во судството. 2. Начело на имунитет на судиите, според него, судијата не може да биде изведен на кривична одговорност за искажано мислење или донесена одлука за време на судењето.
Судијата инаку така не може да биде приведен без одобрение на судскиот совет. Судската власт во нашата држава ја вршат судиите. Тие ја вршат функцијата за вршење врз основа на устави, закони и меѓународни договори како самостојни и независни органи. Судскиот систем во СМ го сочинуваат само редовните судови. Судови во СМ ја чинат. Основните судови се формираат на подрачјето на една или повеќе општини. Има судии во прв степен. Во РМ има 26 основни судови. Апелациони судови се основаат за подрачјето на повеќе основни судови и тие одлучуваат во втор степен. Во РМ има 4. Лица решаваат по жалбите против судиски одлуки на основните судови од првостепено постапување. Управниот суд е еден и се наоѓа во Скопје и ја врши надлежноста за управни спорови на државни органи. Спорови меѓу странки од кои едната задолжително е орган на управата или лице кое е задолжено од државен орган или правно лице на органот на управата. Врховниот суд на РМ е еден и се наоѓа во Скопје и има надлежност на интерпретација на државни одлуки. Тој решава во трет степен по поднесени жалби од апелациониот суд. И решава во втор степен жалби одлуките на управниот суд. 3. Начелото на избор на судии без ограничување на траење на мандатот. Овозможува судската функција да биде самостојна, луѓе да се обезбедуваат упорна самостојност на судиите и да им даде вистинска сигурност во вршењето на судската функција. Чечелчелото на форсирање во судењето како гаранција на објективно и законито донесување судиски одлуки, значи дека секој суди со соодветен или повеќе судии. 5. Начелото на некомпатибилност значи дека судската функција е неспојива со вршење на било која државна функција, професија или пак членство во политичка партија, што придонесува за поголема објективност на носителите на судската функција. Јавно обвинителство. Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични дела и на други законски утврдени казнени дела, член 106 став 1 од Уставот на РСМ. Јавното обвинителство исклучиво кривично гони, односно поднесува барања за покренување на кривична постапка. Улогата на јавниот обвинител е да ги заштитува државните интереси и да ги заштитува условноста и законитоста во државата. Во нашата држава е уредено начелото на автономноста. Јавниот обвинител при своето надлежно делување се одделува, така што јавното обвинителство не е орган кој води постапка и донесува пресуда. Јавно обвинителство е орган на целата одбрана заедница, суд на цела држава, исто како судови, што значи дека не дејствува. Јавно обвинителство е самостоен државен орган кој го гони сторителот на кривично дело и други законски утврдени казнени дела. Јавно обвинителство е надлежен и да извршува други работи кои ќе му се доверени со закон. Јавно обвинителство ги заштитува државните интереси и ја штити законитоста. Јавно обвинителство е орган на целата одбранбена заедница, суд на цела држава исто како судови, што значи дека не дејствува. Јавно обвинителство во РСМ е организирано на следниот начин. А.
Државен јавен обвинител кој го именува и разрешува собрание со мандат од 6 години. Функцијата на јавниот обвинител е неспојива со друга јавна функција, професија или членство во политичка партија. Инаку, надлежноста, функционирањето и организацијата на јавното обвинителство се уредени со посебен закон за јавно обвинителство. Во работа на јавниот обвинител е водено со времето на предистражната и истражната дејност. Јавниот обвинител соработува со полицијата, истражните органи, финансиската полиција и царинската управа. Јавно обвинителство раководи со службениците и исто така соработува со судот.